Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И денес повторно ќе зборуваме за содржините од најновата книга на авторката Шефали "Родителска карта". Во ова видео ќе зборувам за чекорот број 10, кој што го насловила "Прекини го дисфункционалниот циклус во родителствувањето". И како и вообичаено Шефали пред секој нов чекор таа пишува стихови, така да и во овој чекор има напишано неколку прекрасни стихови, па би сакала да ви ги прочитам. Се вртиме во круг и пак во круг. Ни недостасуваат сите знаци за излез. Наместо да ги скинеме синџирите, ланецот не завршува. И понатаму остануваме во својот кафез. Значи, кога станува збор за овој чекор, Шефали им објаснува на родителите дека голем дел од нас како родители сме заглавени во негативни комуникацијски циклуси со нашите деца во моментите кога родителствуваме со нив, и овие циклуси како знаат да предизвикуваат болка, да предизвикуваат стрес, да предизвикуваат конфликти, да предизвикуваат напнатост во односот со нашите деца, и често пати и лутина која што ја носиме долго време во односот со нашите деца. Меѓутоа, која е причината? Причината е родителската несвесност за нашето собствено родителско его кое што го носиме во односот со децата, и несвесноста за тоа како тоа его родителско ги нарушува сите односи со нашите деца. Значи, и се додека ние не сме во можност тоа да го видиме, да го согледаме, да го видиме нашето его на дело, се до тогаш ние нема да можеме да превземеме одговорност за нашата улога во динамиката со нашите деца, и постојано ќе ги обвинуваме нашите деца. И таа вина нас, која што ја носиме во односот со децата, и која што и ние наметнуваме на децата, не носи во една разделеност со нив. Значи, постојано не разделува во односот со децата, наместо да не поврзува. И така, значи, се повторува истата шема, истиот обрацес на негативна комуникација со нашите деца. И сега овде таа го поставува клучното прашање: кој сега ќе ги скрши обраците? Кој ќе ги скрши тие негативни шеми? Дали ќе бидеме ние родителите или бараме тоа да бидат нашите деца? И меѓутоа Шефали вели, ние, бидејќи како родители, прво имаме прекрасни можности да можеме тоа да го направиме. И второ, секој родител ние треба да разбереме дека ја имаме целосната моќ да можеме да ја направиме таа промена, која што навистина се бара од нас како за да постанеме свесни родители, да ја направиме. Зошто? Затоа што пред се прво нашите деца тие немаат можност да бидат менувачите, да ја направат таа промена во односот, да можат да ги скршат тие шеми образци, затоа што се многу мали и затоа што се обликувани од нашето его. И второ, тие и не можат да ни пружат никаква помош во промена на режимот на реактивноста. Токму поради тоа. И затоа, таа вели, родители, товарот е на нас. Колку и да се чувствуваме безпомошни, колку да се чувствуваме исплашени и несигурни, значи ние мора да го прифатиме тој предизвик, да бидеме храбри, да бидеме силни, затоа што само така ќе можеме да не само да ги ослободиме нашите деца, туку и да ја ослободиме нашата родителска душа. И таа вели, сега ќе ви прикажам еден пример за да можете полесно тоа да го разберете од, значи, тој пример е од нејзината пракса. Станува збор за една мајка Зена и за нејзината ќерка Ангела, која што имала 7 години. И ова мајка веќе 6 месеци доаѓала кај авторката Шефали, токму заради тоа што била заглавена во долго време во дисфункционален однос со нејзиното дете. Кој бил циклусот? Мајката Зена ја носела маската на замрзнувач, што значи дека цело време таа мразела да се расправа со нејзиното дете, и кога ќе се појавеле конфликти, таа
бегала од тоа нешто, значи се тргала настрана и ги оставала нерешени проблемите со нејзиното дете, поради тоа што таа имала доживеан стрес во нејзиното детство, ама истовремено не била свесна за тоа нешто. Од друга страна, пак нејзината ќерка ја носела маската на фиксер или поправувач, односно нејзиното дете цело време се трудело да го привлече вниманието на нејзината мајка, се обидувало на секој можен начин. Значи да го бара нејзиното внимание, очајно било девојчето, и кога, значи, често пати и удоволувало, меѓутоа кога не можело тоа да го направи, таа влегувала во еден силен плач кој што траел со многу долго време и на крајот кога не успевала, неконтролирана влегувала во една состојба сама да се повредува. И колку понагласени биле емоциите на нејзиното девојче, наместо мајката да се справи со нив, таа се уште повеќе се тргала настрана и се затворала во себе. И девојчето пак постојано, упорно се вложувало за да и се допадне на мајката, меѓутоа кога тоа не успевало, таа се повеќе се чувствувала како лоша личност, навлекувала во едно чувство на срам и почнувала да се самоповредува. И овој циклус траел долго време. Меѓутоа, кога дошла кај Шефали и Шефали почнала да ја испитува малку подлабоко за нејзината динамика во односот со нејзините родители во детството, таа и објаснала дека почнала да ја раскажува дека како дете нејзината мајка, значи растела во средина, нејзината мајка, каде што нејзината мајка била алкохоличар и како таа како дете, значи постојано била престрашена и исплашена од состојбата на бес во која што мајка ја покажувала, особено кога била во состојба на алкохол, во алкохолизирана состојба. И за да може да се справи со тој страв, таа научила да се справува, да се оградува преку оградување од траумата. И оваа шема мајката продолжила да ја внесува во односот со нејзиното дете кога станала родител. Меѓутоа, кога на Ангела, нејзината ќерка, и била навистина потребна емоционална поддршка, таа била несигурна и се чувствувала исто така исплашено. И зошто? Затоа што не можела никако да допре до нејзиното мајчинство, не можела никако да допре до нејзиното срце, затоа што едноставно не можела да ја најде љубовта таму, значи не можела да му даде љубов на своето дете, затоа што не верувала дека била вредна. И затоа што кога конекцијата помеѓу родителот, значи особено помеѓу мајката и детето, ќе биде скршена, тогаш конекцијата помеѓу детето и сопствената љубов исто така изоставува. Значи и таа е скршена. Детето не може да дојде во контакт со својата љубов. И така и оваа мајка, кога станала родител, не можела сега да дојде во допир со својата сопствена љубов. Не можела да се, бидејќи не била во контакт со своето срце, таа немала што да даде на нејзиното дете и затоа се чувствувала невредна како мајка. И кога нејзиното девојче станувало се погласно и погласно, таа си ја превземала таа гласовитост на нејзината ќерка како премногу лично, како мислејќи дека ќерка ја напаѓа, дека ќерка ја сака да ја наштети, дека ќерка ја намерно сака да ја нервира и така натаму. Меѓутоа, во суштина, што направила мајката? Мајката влегла во една состојба на посттрауматски синдром. И биле навистина потребни 6 месеци упорна работа само за да може да ја одмрзни таа маска на замрзнатост која што ја носела и да може да дојде во допир со својата сопствена болка. И кога го направила тоа, внатрешната брана, односно внатрешната бариера, пукнала и што излегло од неа? Од неа излегло, испаднало едно исплашено девојче кое што очајно ја барала љубовта на својата сопствена мајка. И тогаш, значи во тој момент се
јавил наплив на емоции, мајката многу плачела, при тоа зборувала и дека на Шефали кажувала: мајка ми никогаш мене не ме сакаше, таа повеќе си го сакаше алкохолот. Никогаш вистински не ме сакаше. Цел живот поради тоа јас се чувствував безвредно. И не можев никако да се надпреварувам со алкохолот. Тој беше посилен од мене. Додека зборувала ова мајка, цело време треперела и се тресела. Меѓутоа, после многу моменти на плачење, таа почнала да се враќа постепено во една состојба на мир и Шефали тогаш нежно ја прашала и мајката и рекла: дали можеш да замислиш дека Ангела сега се чувствува исто како што се чувствуваш ти во овој момент. Знаеш, и таа плаче исто како, значи, за твоето внимание, исто како ти сега претходно. И во тој момент мајката подзинала. Тогаш сватила. Гледајќи ја собствената внатрешна повреденост во акција, таа успеала да стапи во контакт со болката на незиното собствено дете, да почувствува и да свати дека на Ангела и била потребна само мајка, како што неја и била потребна незината мајка кога била девојче. И нивната болка, нивните желби во суштина биле исти. И од тој ден што се случило? Мајката полека, но сигурно почнала да ја одмрзнува маската на замрзнатост и почнала се повеќе да покажува сочувствителност кон вистинските потреби на своето собствено дете. А незиното дете, увидувајќи го сето тоа, постепено, значи, гледајќи како незината мајка се топи пред неа, почнала се повеќе да се приближува кон својата мајка, да ја чувствува незината присутност и многу помалку да, наместо многу помалку да биде нападна, како што тоа го правела претходно, барајќи внимание. И, значи, наскоро двете почнале да се поврзуваат на едно подлабоко ниво, приближувајќи се една кон друга, надминувајќи ја таа болка, надминувајќи ги сите тие его маски кои што ги носеле во себе, кога паднале, во суштина почнале тие да се поврзуваат. Значи, наместо разделување, се случило поврзување. И затоа Шефали вели на крајот: не е важно какви его маски ние носиме, бидејќи сите тие се создаваат со цел да се случат тие дисфункционални шеми и образи во процесот на родителствувањето помеѓу нас и децата. Меѓутоа, секоја его маска поставува уникатни комуникацијски циклуси со нашите деца и затоа е потребно да можат да ги забележат родителите, за да можат да си помогнат во нивното откривање со цел да се направи промена. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Мет клав ден, се гледаме.